Прво да истакнам дека се уште не се знае и медиумите не успеа да доаѓаат до одговорот дали има или нема документ кој што ја условува владата, односно формирањето на новата владина коалиција со уставните измени. Значи, тоа е главната констатација. Би се навратил малку порано, значи, од самостојувањето на државата, медиумите на албански јазик секогаш имале проактивен пристап кон процесот на интеграцијата во Европската Унија, за разлика од македонските медиуми. Ова е поврзано со фактот дека во албанските медиуми доминираше јавниот и политички дискурс кој беше поддистанциран, понеутрален, по-студен во однос на влијанието на процесот на интеграцијата во ЕУ и преговорите кои беа придружени со решавање на билатералните прашања со Грција и Бугарија поврзани со името на државата и идентитетскиот корпус на македонскиот народ. Како што истакна, тоа го потврдивме и во анализата во која што се осврнавме на начинот на известувањето на медиумите на албански јазик кон францускиот предлог, односно предлогот кој што на некој начин го трасираше патот за продолжување на процесот на евроинтеграцијата. Главниот фокус пред изборите, како што реков, беше на прашањето има или нема документ на албанските партии за уставните измени и во јавниот дискурс во албанскиот политички кампус пред изборите доминираше дебатата за уставните измени, не за евроинтеграцијата како процес кој што има одредени значи чекори, обврски на државата и така натаму. Овој дискурс, значи, за жал не беше на некој начин истакнат со длабока аналитичка и контекстуализирачка значи перспектива кон интеграцијата, бидејќи повеќе се заснуваше на повремените изјави на политичарите. Немаме разлика и албанците и македонците во ова прашање сме исти, за жал. Че беше по-интересно да бевме различни. Поголемиот дел од медиумите на албански јазик, значи, докажа дека се под големо влијание на политиката, односно на партиите од различни политички провениенци, затоа што наместо со, како што истакнувам, професионална самоиницијатива да ги покренуваат важните прашања од јавен интерес, како што се меѓу другото и уставните измени како услов за интеграција, во ЕУ тие се задоволуваа со фактот дека повеќе има инструментализирачка улога во процесот на известувањето. Големите реакции во јавноста беа по изјавата на председателскиот кандидат на коалицијата Вреди Арбен Таравари на 6 април 2024 година на дебатата со против кандидатот од Европскиот фронт Бујар Османи на телевизија 21, во која тој тврдеше дека има договор меѓу албанските партии за да не се влегува во новата влада без гаранции за уставните измени. Потоа имавме една изјава на еден од челниците на ова коалиција во која што вели, значи, тоа е председателот на партијата Алтернатива, Закирија Ибрахими, кој што го предизвикуваше фронтот. Објавете го подпишаниот документ, ако го имате, или извинете се за измамата и после ова изјава, ова прашање, како да кажам, исчезна од медиумскиот простор и немаме одговор. Нити се направија истражување од страна на медиумите, дали постои тој документ или не постои. Благодарам.